Ова е дневникот на КТВ телевизија. Останете со нас. По барање на жителите од местната заедница Страшо Пинџур се реализираат важни активности. Со оваа реализација трајно се решава проблемот со атмосферските води во овој дел од градот. Денес општина Кавадарци по барање на местната заедница Страшо Пинџур започна со реализација на две важни активности, и тоа изработка на 3 нови решетки на улицата Диме Поцев и поставување на нова атмосферска канализациона линија на улицата Бигла во должина од 200 метри со коругирани цевки 250 и нови решетки. Со ова трајно се решава проблемот со атмосферските води на овој дел од градот. Целокупната инвестиција и изведба се реализира од јавното претпријатие Комуналец Кавадарци. Паралелно, денес се врши и крпење на ударни дупки со асфалт на повеќе локации во градот. Се работи посветено, чекор по чекор, за поуреден и функционален град. Се асфалтира главната улица во село Манастирец. Ке се асфалтираат вкупно 608 метри, а ке се уреди и централното подрачје на ова населено место. Денеска општина Росоман започна со асфалтирање на главната и најголема улица во село Манастирец. Во наредните денови ќе се комплетираат 608 метри од улицата, како и уредување на центарот на ова населено место. Со овој проект значително се подобрува инфраструктурата и квалитетот на животот за жителите на село Манастирец. Општина Росоман ќе продолжи со реализација на капитални проекти во сите населени места на општина Росоман. Денес Кавадарци беше домаќин на студентите и професорите од Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје. Како локална самоуправа, посветено работиме на отворање можности за младите и нивно активно вклучување во општествените и економските текови. Средбата со градоначалникот Митко Јанчев представуваше одлична можност за размена на идеи, ставови и визии за иднината, со посебен акцент на улогата на младите како двигатели на развојот, велат од локалната самоуправа. Во рамки на посетата, гостите имаа можност да го посетат и Винскиот музеј Кавадарци, каде одблиску се запознаа со богатото културно и винско наследство на нашиот регион. Винскиот туризам е еден од клучните столбови на локалната економија, а токму ваквите посети придонесуваат за негова поголема афирмација и препознатливост. Општина Кавадарци останува отворена за соработка со образовните институции и ќе продолжи да вложува во иницијативи кои ги поврзуваат младите со реалниот сектор, создавајќи услови за нивен професионален развој и активно учество во градењето на подобра иднина. Веруваме дека токму преку ваквите средби се градат цврсти партнерства, се разменуваат знаење и се создаваат нови можности за напредок на целото општество. Владата реагираше навремено и одлучно за да ги ублажи директните удари врз граѓаните и економијата, порача во своето обраќање на меѓународна конференција организирана од Народна банка, премиерот Христијан Мицкоски. Живееме во време на длабоки и брзи глобални промени, време во кое економските текови, финансиските пазари и безбедносните предизвици се испреплетуваат повеќе од кога било досега. Во таков свет улогата на Централното банкарство станува уште поважна. Не само како чувар на ценовната стабилност, туку и како столб на довербата, стабилноста и економската отпорност. Централните банки денес не делуваат во изолирани услови. Тие функционираат во средина која е под силно влијание на глобалните шокови, од инфлаторни притисоци и прекини во синџирите на снабдување,
до геополитички тензии и енергетски неизвестности. Во вакви околности, стабилноста не е дадена. Таа е резултат на внимателно водени политики, координација и одлучност. Војниот конфликт на Блискиот Исток дополнително ги продлабочи овие предизвици. Сведоци сме на значителни нарушувања на пазарите на енергенси, раст на цените на нафтата и гасот, како и зголемена неизвестност која директно се прелева врз глобалната економија. Овие притисоци не остануваат далеко од нашите граници. Тие влијаат врз инфлацијата, врз трошоците за производството, врз животниот стандард на граѓаните. Во ваква средина, централните банки имаат двојна одговорност. Прво, да ја одржат ценовната стабилност и да ги амортизираат инфлаторните шокови, и второ, да ја зачуваат финансиската стабилност, обезбедувајќи ликвидност и сигурност во банкарскиот систем. Тоа бара внимателен баланс помеѓу рестриктивните мерки за контрола на инфлацијата и поддршка на економската активност. Но стабилноста сама по себе не е доволна. Во време на трансформации потребна е и храброст за иновации. Дигитализацијата на финансискиот сектор, развојот на финтек решенија, модернизацијата на платежни системи, сето тоа отвора нови можности за побрз, поефикасен и поинклузивен финансиски систем. Централните банки се веќе активни актери во оваа трансформација, создавајќи рамки кои ги поттикнуваат иновациите, но истовремено ја штитат стабилноста. Како држава активно го следиме овој пат. Градиме стабилен и отпорен финансиски систем, усогласен нормално со европските стандарди. Нашата политика е јасна. Силни институции, транспарентност и одговорност. Во соработка со Народната банка и со сите релевантни институции, работиме на унапредување на регулаторната рамка за јакнување на надзорот и поддршка на дигиталната трансформација. Во исто време, владата реагираше навремено и одлучно за да ги ублажи директните удари врз граѓаните и економијата. Донесовме мерка за намалување на данокот на додадена вредност за бензините и нафтата, со што директно се влијае на намалување на ценовниот притисок врз домакинствата и стопанството. Ова е пример за координиран пристап, каде што монетарната и фискалната политика се надополнуваат, а институциите делуваат синхронизирано во интерес на граѓаните. Отпорноста пак е клучниот збор за нашето време. Отпорност подразбира способност да се издржат шоковите, но и да се излезе посилен од нив. Тоа значи диверзификација на економијата, стабилни јавни финанси и доверба во институциите. Централните банки се во срцето на оваа отпорност. Гувернерите мора да го почитуваат законот и да се дел од движечката сила. Денес повеќе од кога било ни е потребна координација меѓу централните банки, владите и меѓународните партнери. Глобалните предизвици бараат заеднички одговори. Само преку соработка можеме да изградиме систем кој ќе биде стабилен, иновативен и подготвен за иднината. Дозволете ми да завршам со една мисла. Стабилноста е темел, иновацијата е двигател, а отпорноста е гаранција за иднината. Ако ги споиме овие три столба, ќе изградиме економија која не само што ќе се справува со предизвиците, туку ќе ги претвора во можности. Времето во кое живееме не е лесно, но е време на одлуки. Често пати знам да кажам, ако било лесно, немало да сме ние. Време на визија, време во кое ги поставуваме темелите на утрешната стабилност.
Окта дополнително го зголеми попустот за дизелот од 2 на 3 денари за литар, односно воведе дополнителен попуст од 1 денар, со продолжување на мерката до 6 април. Ова е конкретен резултат на партнерскиот пристап и континуираната координација, со цел директни придобивки за граѓаните и стопанството, вели министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, преку интензивна и директна комуникација со компанијата Окта, иницираше и обезбеди унапредување на условите за попустите на нафтените деривати со јасна цел – дополнително намалување на ценовниот притисок врз граѓаните и стопанството. Значајно е да информираме дека Окта дополнително го зголеми попустот за дизел од 2 на 3 денари по литар, односно воведе дополнителен попуст од 1 денар со продолжување на мерката до 6 април. Поскапува храната. Наместо мерките за граѓаните, владата на Мицкоски со нов дефокус. Владата да ги прифати мерките на СДСМ за реално да им се помогне на граѓаните, рече на денешната пресконференција лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче. Деноје во државата се случува тоа на што предупредивме, и тоа уште пред неколку недели, а тоа е дека порастот на цените на енергенсите, на дериватите, на нафтата, на бензините ќе повлече поскапување на сите прво прехранбени продукти, понатаму на се друго во државата. Нафтата беше 71 денар, сега е 95,5 и граѓаните веќе се жалат дека имаат проблем, дека не може да наполнат ниту една кошничка, дека едноставно не може да се прехранат. Поскапени се основните прехранбени производи, јајцата, месото, млечните производи, овошјето, зеленчукот, а знаеме дека кога тие продукти еднаш ке поскапат, назад цените нема да се вратат. За жал, владата не направи ништо, не воведе ниту една мерка да им помогне на овие категории на граѓани. Гледаме како земјите во регионот се справуваат. Потребни се мерки како што ние и нашата влада имплементираше и воведуваше за време на справувањето со кризите. За време на ковид кризата, тогашната енергетска криза, кога почна војната во Украина, поради тоа што само со такви мерки директни кон одредени категории на граѓани, посебно најзагрозените, тие кои што сега најмногу се жалат, што е очекувано дека не можат да се прехранат, најсиромашните категории, пензионери, социјалните случаи, семејствата со многу деца, најслабо платените работници мора да видат некаква помош од државата. Еве, например, вчера го слушнавме хрватскиот премиер, воведува конкретни мерки. Освен што се ограничија цените на горивата, на бензините, на гасот, одредени категории на граѓани добија помош. Земјоделци, социјални случаи, рибари и така натаму. Тие на кои што најмногу им е потребно. Во нашите влади, за време на соочување со кризите, беа поделени 2 милиарди евра директна помош кон граѓаните. И тоа беа овие најзагрозени категории на граѓани. Дополнително имаше помош за ученици, за студенти, за луѓе со посебни потреби и така натаму. Што направи нашата влада? Намали само ДДВ на горивата. Но не сака да се скрати од сопствените приходи од луксус. Затоа што кога ќе намалите ДДВ на нешто на што цената веќе, основната цена пораснала, вие не го намалувате приходот во буџетот. Во најмала рака останува ист. Значи има пари за луксузирање на владата, а нема директна помош кон граѓаните. Дополнително оваа мерка, само со намалувањето на ДДВ-то на горивата, никако не ја чувствуваат како бенефит компаниите. Зошто? Поради тоа што компаниите имаат поврат на ДДВ-то од горивата. Тоа значи дека тие пари, колкав и процент да се ги вратат, нив им представува тежина основната цена на горивата која што зависи од светските берзи. Значи компаниите, меѓу кои транспортните и во другите сфери, кои директно учествуваат на модифицирањето и растот на цените на сите други производи, практично немаат никаква помош. И единствено што може да се очекува, да има континуиран раст на цените, кој што да ве потсетам, уште крајот на минатата година, почетокот на оваа година, пред почетокот на војната во Иран, практично беа во раст. Значи ова е само еден дополнителен
дополнителна причина зошто кај нас цените ќе растат. Апелирам. Сметам дека владата мора да направи две работи. Прво да ги прифати нашите мерки. Поради тоа што тие се тие мерки кои што реално ќе дадат некаков резултат и цените на горивата ќе се намалат, а ќе се стави на некој начин и пречка во дополнителниот раст на цените на храната. Да се намали, освен ДДВ-то на горивата, да се намали ДДВ-то на основните прехранбени производи на 0%, да се намали акцизата за 4 денари. Тогаш ќе има вистинско поевтинување на горивата, од кој бенефит ќе видат и граѓаните, поради тоа што граѓаните сега не гледаат бенефит од намалувањето на ДДВ-то, поради тоа што и покрај намалувањето на ДДВ-то цените порасна. Со намалување на акцизата, цената на литар гориво ќе се намали. Од тоа директен бенефит ќе имаат и компаниите. Нема да влијае тоа во дополнителниот синџир на раст на другите цени, на кои што бизнисот влијае поради тоа што се соочува со поголема цена на горивата. Понатаму намалување на цените на патрините. Мора да им се олесни на луѓето во оваа тешка криза. Дополнително, како втора работа на се ова, посебни пакети мерки за посебни категории на граѓани, за социјално загрозените, луѓе со посебни потреби, најсиромашните пензионери, луѓе со ниски примења, семејства со повеќе деца. Се тоа што ние го правевме за време на кризите. Лесно е, нека види премиерот во архивите на владата, има таму како работеле нашите влади за време на кризите и нека им излезе во пресред на граѓаните. Се надевам дека ќе си ја надмине суетата и ќе свати дека ниту има визија, ниту има капацитет да ја води владата, кога кажавме дека овој буџет кој што го предлага оваа влада ниту е развоен, ниту има капацитет да се справи со евентуална криза, како да предвидовме дека криза можеби ќе има. Дефицитот е веќе пораснат од предвидените 3,5% е пораснат на 5,1%. Толку од предвидувањата и од менаџирањето на буџетот од премиерот, поради тоа што очигледно е дека се нема капацитет оваа држава да се води како што треба. СДС и Филипче 5 дена не ја негираат соработката со Башановиќ и Милјан Шчекиќ. Со молкот само ги потврдуваат нашите тези за нивната поврзаност, порачаа на денешната пресконференција од ВМРО-ДПМНЕ. СДС и Филипче 5 дена не ја негираат соработката со Башановиќ и Милјан Шчекиќ. Или да се изразиме подиректно, Башановиќ и Милјан Шчекиќ преку официјалниот мејл на СДС не ја демантираат соработката со СДС. Социјалдемократскиот сојуз, Венко Филипче, Зоран Башановиќ и Милјан Шчекиќ молчат, а со нивниот молк само ги потврдуваат нашите тези за нивната соработка. Фалименто соопштенијата, неоснованите пресконференции и клеветничките говори на СДС и на Филипче се доказ дека пиар тимот на СДС не им носи успех, туку само тонат се повеќе и повеќе. Лошите пиар лекции кои Башановиќ и Шчекиќ им ги даваат на СДС и Филипче ги прави да бидат неконкурентни на политичката сцена и ги прави да бидат неконструктивна опозиција. Со ваквиот однос, СДС ќе стане партија со под 100.000 гласови, а Венко Филипче ќе биде запаметен како човекот кој ја уништил СДС. Животот нема рестарт, оружјето не е игра. Со оваа порака министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска го означи почетокот на кампањата на ОПСЕ за подигнување на јавната свест за ризиците од злоупотребата на малото и лесно оружје насочена кон младата популација. Оваа кампања е порака до нашите најмили дека животот не е игра и дека секоја постапка носи одредени последици. Токму затоа, заедно со нашите партнери, се одлучивме водечката порака на оваа кампања да биде животот нема рестарт, оружјето не е игра. Лично, особено ми е драго што оваа кампања е насочена кон младите. Оружјето не е нешто што треба да се романтизира или пак потценува. Тоа не е забава и носи реални и сериозни последици. Многу често е доволно една непромислена одлука, еден момент на невнимание,
за да се предизвикаат доживотни последици кои не се однесуваат само на поединецот, туку на неговото семејство, пријатели, на целата заедница. Почитувани, борбата против злоупотребата на оружјето и насилството кај младите не е задача само на една институција. Тоа е заедничка одговорност. Училиштата имаат клучна улога во едукацијата, родителите во воспитувањето, локалните заедници во создавањето на безбедна средина, институциите во обезбедувањето на системска заштита. Токму оваа кампања е пример каде што заедно со Националната комисија за мало и лесно оружје, проектниот тим, образовниот систем и локалната самоуправа со заеднички сили работиме на полето на превенција да спречиме ризиците да станат реалност. Ова е пристап во кој секој има своја улога, но со заедничка цел безбедна и сигурна иднина за вас, за младите. А сега настани од спортот. Во рамките на последниот надпревар од 20-тото коло во машката кошаркарска МТЛ Суперлига, кошакарите на Тиквеш Голден Игл во салата Јасмин го пречекаа незгодниот тим на Куманово. Во текот на втората четвртина, домашната екипа ја обезбеди клучната позитивна разлика, која го одреди и понатамошниот тек на надпреварот. На полувреме Тиквеш имаше позитива од 9 поени, 47-38. Во последните 10 минути од играта, кавадарчани однова ја зголемија предноста на 79-64 во 33-та минута, а 3 минути подоцна таа предност беше и повисока, 87-71. Тоа како да ги задоволи момците на тренерот Атанас Манев, кои подзастанаа до крајот кумановци, разликата ја сведоа до подносливи конечни 92-86. Одлично одигра комплетната прва петорка на Тиквеш Голден Игл. Глигориевич постигна дабл-дабл ефект со 20 поени и 10 скока. Бошалевски го заокружи својот добар настап со 18 поени. Парсонс додаде 17, но имаше и 9 скока и 8 асистенции. Холкинс финишираше со 15 поени, додека Минси го заврши мечот со 13 реализации. Двоцифрени беа и сите од првата петорка во гостинскиот тим, каде најефикасен беше Радукич со 20 поени, а додаде и 14 скока. Со овој триумф, Тиквеш се искачи на 7-то место со 29 бодови, колку што има и Куманово, кој е на 6-та позиција, но и Чаир, кој е 8-ми. Во пресрет на последните две кола, на 5-то место е Маджари со 30 бодови, но не смеат да се заборават и екипите на Работнички и Феникс, кои собраа по 28. Овие 6 екипи ќе се борат за двете места кои водат во плейофот. Представници на ракометните федерации на Србија, Македонија и Црна одржаа заеднички состанок на кој главна тема беше формирањето на регионални лиги во машка и женска конкуренција. Конечната одлука за форматот на надпреварувањето ќе биде донесена на следниот состанок, кој е планиран за месец април во Скопје. Планирани се 4 клуба од Србија, 4 од Македонија и 2 клуба од Црна Гора. Меѓутоа, Ракометната федерација на Македонија се соочува со голем проблем, а тоа е дали нашите најсилни клубови би играле од септември во домашниот шампионат или би се вклучиле подоцна директно во плейофот, што значи дека однапред ќе имаме привилегирани клубови. Ова регионална лига нема да биде иста како досегашната Сеха лига, бидејќи засега нема ниту спонзор, а нема ниту екипи од други земји каде има поквалитетни тимови во машка конкуренција. Секе треба клубовите сами да покријат и да играат истовремено на 3 фронта: домашно првенство, регионална лига, европски купови. Кој е бенефитот од регионалната лига и кој ја турка ваквата лига да почне што побрзо? Главен проблем е календарот. Македонија рече се сигурно ќе има представник во Лигата на шампиони и најмалку еден во групната фаза на Лига Европа, што значи дополнителни надпревари од септември до ноември или декември, патување, ротации и така натаму. Например, екипата која би играла во Лигата на шампиони ќе има да игра 14 кола плюс 22 кола од регуларниот дел од домашното првенство плюс
10 кола од плейофот, плюс куп надпревари од 2 до 4 надпревари и плюс 18 кола од регионалната лига. А каде е ЕХФ неделата, Европско првенство, Светско првенство, квалификации, тоа се над 60 надпревари. Ако веќе се прави регионална лига, зошто е ограничена само на 3 држави, без Хрватска, со клубови како Загреб, Нексе, Сесвете, без Словенија со Целја и Слован, без Босна и Херцеговина, така да овој проект губи на смисла. Тоа се клубови што вистински го креваат квалитетот и прават лигата да има тежина. Реален компромис би бил првата сезона да се постави како тест проект со клубови кои не се во врвот на македонскиот ракомет, односно екипи кои не играат Лига Шампиони и Лига Европа и имаат потреба од посилни надпревари за да растат. Се разбира доколку сакаат, затоа што лигата не е задолжителна. Така би се добила една развојна лига што може да донесе прогрес и на екипите кои немаат силни надпревари, а имаат слободен распоред да можат да напредуваат. И нема да биде на штета на домашното првенство и нема да се експериментира. Во исто време ќе се види организацијски како функционира моделот. Термини, патувања, телевизија, трошоци, па потоа може да се донесе одлука дали и како да се вклучат најдобрите. Прашање е и колку тоа финансиски ќе ги чини клубовите, како ќе се покријат трошоците. Регионалната лига има смисол само ако носи јасен спортски бенефит, стабилно финансирање или спонзор, телевизиска вредност и календар кој не ги руши европските амбиции. Во спротивно, ризикуваме експеримент што ќе им помогне најмногу на другите, а најмногу ќе ги оптовари токму нашите најсилни клубови. Немаме потреба од квантитет, кога едноставно имаме квалитет. Продолжуваме со временската прогноза. Променливо облачно со подолги сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од северен правец. Температурата ќе се движи од 3 до 18 степени. Во четврток преку денот времето ќе биде стабилно, суво и потопло. Ќе дува умерен до засилен, а наместа повремен силен ветер од јужен правец. Од вечерните часови нашето подрачје ќе потпадне под влијание на циклонска активност, која ќе услови период на нестабилно и постудено време со локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има во петок, кога ќе има и услови за појава на ретки грмежи. Поради продор на постудена воздушна маса, на планините и некои од повисоките места врнежите од дожд ќе преминуваат во снег. Тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви посакувам пријатна вечер.